Прекрасен сончев ден денеска во градот Скопје. Супер зведите, заедно со мене денеска ќе одиме во една нова прошетка. Како се уверивме, каде ќе одиме, на какво место? На едно убаво место каде што ќе бидеме изненадени максимално, а тоа е, значи, градинката која што се вика Градинката Пиколино. Во моментов се наоѓаме во населба Тафталиџе 2, така ли беше, Стефан? По оваа споредна уличка, првата, втората, петата куќа, се наоѓа една од најубавите градинки во Македонија, дефинитивно во градот Скопје, а тоа е Пиколино. Кој од вас оди во градинка? Ја. Значи, денеска избегавме од вашата градинка за да дојдеме во оваа градинка, така? Да видиме што ќе се случува, јас уште не сум сигурен дали е ова вистински најдобрата или не. Треба да провериме. Кој е спремен да оди со мене внатре? Да пратиме пакнеже на нашите гледачи, бро. А сега 3-4 се пакуваме и влегуваме внатре. Одиме во Пиколино. И како што ви ветив, ете супер зведите, сега дојдов внатре, се наоѓаме во една од најубавите детски градинки кои што се наоѓаат во Скопје и во Македонија, па и пошироко, така ли е, Стефан? Да. Во право сум кате? Да. Добре дојавте супер звезди во градинката Пиколино. Голем аплауз за градинката Пиколино. Многу бакнеши за сите што не гледаат, да им пратиме многу бакнеши, нормално од супер звездите и од нашите другарчиња, од дечињата од градинката Пиколино и воедно да ја кажеме здраво на Александра, која што овдека работи како Психолог. Здраво, Александра. Здраво, добре ни дојдовте. Добре ве најдовме, ви се допаѓа ли дечиња овде? Да. Супер звезда овој пат донесе дечиња кои што одат во други градинки, еве на пример, каде одиш ти? Кате оди во училиште сега? Да. А пред одеше во градинка? Да. Во која градинка, кате? У Мимоза. Како беше таму, поубаво е таму или овде? Овде. А кажи ми ти каде одеше, во која градинка? Во Темњанушка. И каде е поубаво, во Темњанушка или тука во Пиколино? Тука. И јас сакам да одам во Пиколино, драги гледачи, штета што порасна. Кои дечиња одат во градинка, Александра? На која е возраста на дечињата кои што ги примате вие во вашата градинка? Во градинката доаѓа дечиња на возраст од 2 до 5 години. Помали деца од 2 години, зошто не се примаат? Помали деца не се примаат затоа што моментално немаме јасли, меѓутоа кога ќе имаме може да доаѓаат. Е така, ме интересира, значи вашава градинка колку време веќе постои? Градинката постои од септември 2006 година, значи ова ни е прва година како работи. Па неколку месеци, впрочем, значи постои градинка. Да. Еве денеска сите кои што дојдовме овде се воодушевени, значи многу ни се допаѓа. Супер. Кој е капацитетот, колку деца вкупно може да бидат хостирани во оваа градинка кај вас? Во нашата градинка може да собере 50 на деца. Значи имаме капацитет, затоа има кадар кој што работи со децата. Обично групите се од 5 до 7 деца. Со тие групи работи психолог и педагог кои што се обучени, работат по посебна програма, посебен курикулум, соодветно нели на возраста на децата. Нив ќе ги видиме малку подоцна, ќе се запознаеме со останатите кои што работат овде. Зошто не повеќе од 50 деца, мене ме интересира? Не повеќе од 50 деца, затоа што сакаме, значи, да се обрни доволно внимание на секое дете посебно. Групите се од 5 до 7 деца, со нив работи психолог и педагог, според програма, посебен курикулум, кој што е интеграција од повеќе програми, имаме изработено ние две тука во градинка. Какви деца доаѓаат овде најчесто во ваша градинка? Мирни како мене или немирни како Стефан? Стефан, како си ти? Мирен. А и ти, значи мирни како Стефан или немирни како јас? Подмирни се дечињата, мислам се навистина супер. Многу се комуникативни, многу се мирољубиви. Значи тепачки такви работи тука и немаме баш нешто многу. Супер се дечињата навистина. Благодарам. Ајде да видиме сега дечињата што ќе ми кажат нивниот прв печаток за градинката. Стефан, што ти се допадна во Пиколино тебе? Мене ми се допадна во Пиколино, што е многу убав зидот. Кој зид, Стефан, да го покажеме? Еве го зидот на Стефан што му се допадна, ова е навистина прекрасен зид. Препознавате ли вие што има на овој зид? Ајде ме кате, знаеш ли што има на овој зид? Да. Што има? Злато? Цеца, дојди до мене да ми каже што има на овој зид. Ајде да кажеме, да видиме, да го разгледаме, да видиме зошто е он убав. Какви што има? И желки, делфини, ајкули,
Риби. Ајкула не е многу убава работа, ама вака многу симпатично кога ќе се дацрта, може да биде убава. Јас не ја видов ајкула, значи делфин ќе да биде. Тоа има сирена, има морски кончиња, има значи овдека некој морски свет. Значи ви се допадна оваа фотографија? Има морски звезди. Какви има? Морски звезди. Тоа се морски супер звезди, ете ги видовме, значи морските супер звезди. Кој направи да волку убаво изгледа вашата градинка? Ова е постер кој што е набавен од Италија, а за градинката се погрижија посебни сликари, мајстори кои што дојдеа и исцртаа целата градинка и наместија вака како што сега изгледа. Значи ли тоа дека оваа градинка и начинот на кој што таа е уредена може да се спореди со овие други градинки кои што ги имаме во една таква? Јас имав одено, значи градинки кои што се стари по 20, 30, по 50 години. Има ли некаква споредба меѓу ова и тие градинки? Па дали има споредба, ние се трудевме амбиентот, самата атмосфера во градинката да биде многу топла, многу пријатна за децата, да се чувствуваат навистина како дома, така што им сметавме дека еден ваков амбиент би бил навистина добар за децата. И вистински е така, на сите им се допадна. Матеја, што тебе ти се допадна во оваа градинка? Мене ми се допадна во оваа градинка столчињата. Имаме убави прекрасни столчиња, да видиме на Кате што и се допадна, Кате ти? Мене се им се допадна. На кој му се допадна оваа куќичка тука, оваа најпрекрасна куќичка да ја покажеме? Кој ќе биде најголем шизик да влезе сега внатре да име 3-4, како изгледа куќичката од натре, ајде. Одиме, значи, внатре да направиме гунгула, джумбус, гушва, ќе не соберели сите, охо, голема градинка и голема куќичка плюс во градинката. Куќа во куќа, драги гледачи. Ево го, Максим, тебе што најмногу ти се допадна? Гитарата. Максим си ја сака гитарата, него ќе го правиме Beatles кога ќе порасне. А тебе што ти се допадна, Филип? Балоните. Балоната, овој балон за скокање, како се скока со него да ми покажеш? Брзо, 3-4 да видиме како се рипа. Охо, хубаво, браво. Ќе направиме мала пауза сега, драги гледачи, па ќе одиме понатаму. Све женски се внатре, драги гледачи, да отвориме врата да видиме што се случува, значи во куќарката. Здраво на сите! Браво! Мафнете ни супер звезди, што правите, добри ли сте? Да! Што се случува во куќичката сега, кажете? Многу убаво се шминка! Абе, овде ке има шминкање, драги гледачи, мене ке ме нашминкате ли? Да! Што ке ми ставите мене од шминка, јас сакам да... Кармин и Сенка и Руш! Кармин, Сенка и Руш, а менѓуши ке ми ставите ли плюс? Еве малце и парфем, може да ме прснете, супер, пала. Бакнежи многу за сите вас, бакнежи, пратете им бакнежи на нашите гледачи. Гледачи, гледате колку супер завидите прекрасно забуваат овдека денеска во Пиколино. Продолжуваме, нашиот втор соговорник е Калина. Калина, добре дојде во Супер звезда, како си? Најдохме здраво. Како е пред камера? Па, добро. Трема има малку? Малку. И да има позитивна трема, нормално е сите оние кои што работат со деца и кои што се добри души, мора да имаат малку трема. Тако сум и јас. Кажи ми, Галина, твојата работа и твојата функција овдека во Пиколино, која е? Јас во Пиколино работам значи како педагог, меѓу другото исто така ги водам и воспитните активности. Со тоа што работиме по посебна програма заедно со колешката Александра, која што е психолог. Така, тоа е тоа што сакам значи да поразговарам. Каква значи воспитна програма имате вие овдека за разлика од другите градинки? Да, па ние се потрудивме да направиме програма која што ќе понуди по разновидни содржини за разлика од другите градинки. Со тоа што главен акцент на нашата програма е социо-емоционалниот развој на децата. Со тоа што исто така применуваме методи, како што се методот на учење преку игра или методот на learning by doing. Значи како би го превеле на македонски, значи учење преку правење на нешто. Не на нештото. Да, ставање на детето во ситуација да истражува со тоа што значи дознаењата би доаѓало преку сопственото искуство. Со тоа што правиме разни експерименти, например експериментиравме со вода. Така ги испитуваме физичките својства на предметите, на материјалите. Потоа правевме компот, например. О, шубаво, од што направивте компот? Од јаболки. Се погоди ли компотов хубав? Да, најубаво. Требаше да ме викнете, јас најмногу сакам да пијам таков компот. Тоа значи имаме и готвење, исто така имаме и разновидни работилници, така што децата изработуваат предмети од глина, потоа имаме разни техники на цртање и така натаму. Значи, целта е детето да самиот истражува, детето самото да истражува
и да биде активен субјект во воспитно-образовниот процес. Значи да не биде пасивен објект, туку активен субјект. Да кажеме по колку часа дечињата се овдека во градинка, од колку часот се отвара наутро и до кога е отворена градинката? Да, значи градинката е отворена до 19 часот. Од наутро, значи почнуваме од 8 часот. Значи за оние родители кои што остануваат од основна работа не би било проблем да ги остават дечињата? Не е никаков проблем, да. Така, значи за све е размислено однапред. Да, точно, да. Гледаме еден куп играчки и камерата може да ги покаже овдека токму во овој ъгол, да видиме имаме еден таму многу интересен телевизор, најгоре се наоѓа, па тука се наоѓа кошот, постерот кој што веќе го покажавме и камерата доколку оди на другиот крај може да покаже и тамо некои прекрасни играчки какви што вистински во Македонија нема. Од каде е сето ова набавено? Па ова е набавено претежно од Грција и од Италија. Се трудевме да има и повеќе дидактички материјали. Добро, еве значи покажеме да кажеме значи кои се тие дидактички материјали, тоа се значи овие сложувалки, мозаици, разновидни со форми, со бои, повеќе да го развиваат значи логичкото мислење децата и така натаму. Како дечињата ја прифаќаат оваа градинка, значи оние кои што се тука? Многу лесно се адаптира децата. Ние дури бевме изненадени. Значи самата атмосфера, самиот интериер исто тоа го прави најверојатно. Да, Брикена е една од тие кои што доаѓаат овдека во градинката Пиколино. Како си Брикена, добра си злато ти? Тебе ти се допаѓа овде во Пиколино? Која е твојата најомилена играчка? Тука се наоѓа некаде, она сака да решава, значи такви сложувалки? Па понекогаш. Брикена е една од најмалечките кои се доаѓа. Најмалечките, да, 2,5 години. 2,5 годинки, она е прекрасна, еве на 2,5 годинки прекрасно комуницира со сите нас. Дали освен тоа што овдека, значи децата решаваат сложувалки, освен што имате работилници, учат на пример странски јазик како што прават во други градинки? Да, точно, учат и странски јазици, италијанскиот јазик го изучуваат и англискиот јазик го изучуваат. Кој тоа им предава на дечињата? Вака, за италијанскиот јазик се погриживме така да имаме професорка која што е италијанка, значи чиј мајчин јазик е италијански, која што работи во амбасадата тука во Скопје. Да ја поздравиме, коме стаи за професорката, бакнеши да пратиме за Даниела, ете супер. Англиски јазик, кој ги учи, кој е професор? Исто така професорка имаме, која што доаѓа од училиште за странски јазици. Така, и си има значи специјална програма наменета за оваа возрастна дечиња која што е овде. Одлично, јас ти благодарам за сето ова што ми го кажа. Тоа се многу интересни информации кои што не само што ќе ги интересираат децата, ќе ги интересираат и нивните родители. А Стефан е нестрпни, Стефан дојди овдека те молам. Кое е твоето прашање за Дада Калина? Моето е прашање дали е приватна градинката. Ајде да видиме че дали е приватна или државна е оваа градинка. Што градинка е ова? Да, приватна е градинка. Значи ова е приватна, ете приватна. Сега задоволен си, Стефан? Да. Добро, благодарам многу. Ќе направиме сега повторно една мала пауза, потоа повторно се враќаме овдека во програма во градинката Пиколино. Да видиме какви све не уште чуда не очекуваат овде. Шетајки лево десно низ градинката го најдовте мојот трет соговорник овдека во зоната кај што мораме потивко да зборуваме, стана збор за Лиле. Добро дојде, супер звук. Добре дојдовте кај нас. Многу ми е драго што сме денес гости во Пиколино, се најдовме со Лиле токму во овој дел кај што да ми кажа биди ти во кози и немој да отвораш оваа врата. Но што мене ќе ми се каже нешто да не направам, ја одма сакам да го направам, зошто не сме да влеземе овде? Моментално има дечиња кои што спијат и не смееме да ги будиме. Тука е Многу тивко. тука е местото каде што дечињата одмарат. Ќе се потрудиме многу тивко да влеземе да видиме со воспитувачката и негователка во исто време. Лиле, да видиме што се случува значи внатре, како спијат тие, дали плаче некој, дали некој се разбудил или сите се у кома. Сега веднаш ќе констатираме така да молам полека многу тивко да отвориме вратата. Одиме тивко на прсти со камерата внатре да не ги разбудиме и вие драги гледачи, тишина. 3-4 одиме внатре.
наша фамилија, вака ако треба да се пофалам, инаку кога е времето за спиење овде кај вас во Пиколина? Па зависно кога сака секое дете, значи не ги тераме децата да спијат, овека само кога сакаат спијат, обично меѓу 12 и 14 часот. Значи што ќе почнат да зеваат како Да. или патан како се вика? Бенјамин се вика, Бенјамин сега стана од спиење, затоа зева. Што стана од спиење на Бенјамин, иначе има 2 години, така? Бенјамин има 2 години. Ова е прекрасен наш голем свет, таков. И не пиот цуци. Не, никако, од чаша си пиеме. Кажавме дека има многу интересно место уште едно, тоа е значи вецето кое што е специјално прилагодено за дечиња. Да. Станува збор за една просторија, може полека да одиме, еве сега ќе видат значи нашите гледачи зашто точно станува збор. Ти достава најголем впечаток и највеќе време може да помине тука Да првиот. покажеме, значи, еве да се види. Овде ќе изгледам јас како джин ако влезам внатре, бидејќи вистински се што е овде, драги гледачи, е прилагодено за мали дечиња. Еве може да погледнете, значи, станува збор за овие умивалници и овие чешми кои што се направени да бидат малечки, специјално за дечињата. Гледате мојата рака колку е голема спрема нив и еве ги нормално. Ова е школките, веќе школките, значи заедно со овие веќе казанчиња како се прекрасно направени и прилагодени за мали дечиња, значи неверојатна работа. Значи децата овде кога доаѓаат, уживаат и се чувствуваат како дома. Нокшир дали има овде или нема, да видиме. Никако. Не, наш шолеј. Овде директно одиме на онаму кај што треба. Нокшир не се користи. Многу се убави и нокшир не се користи. Фала. Одиме понатаму сега. Гледайте, деца, сега да ви покажам колку голема мачка јас си најдов овде. Куче! Како не е ова мачка? Куче! Ова е куче. Какво куче е ова куче? Дебело куче. Друго какво куче? Големо. Зошто ова куче е волку дебело и големо? Бидејќи било какво? Добро. Добро. И јадело. Да. И слушало. Значи сите што ќе слушаат ќе пораснат големи и ќе бидат убави. Сега какво е кучево? Дедо! Сега е дедо? Не, само така изгледа ова куче. Што е тоа, Стефан? А цвекиња. Тоа е цвекињата на Стефан, значи ова куче е мојата омилена играчка, да ви кажам, да гледачи. Еве го ќе си го земам тука да ми биде другар и ќе си се дружиме ние сите до крајот на емисијата. Инаку да прашам дали дечињата овдека слушаат кај вас? Многу слушаат, многу сумни. Да, значи најчесто што правите, што работите во градинката, како ви поминува еден ден заедно? Дечињата се собираат околу 9 саат, се тука сите веќе. Потоа имаме миење рачиња, затоа што сега се актуелни вирусите многу, грипот и дечињата знаат дека може да се пренесат зарази ако не ги мијат рачињата, значи мијат рачиња. Потоа имаме доручек. После доручекот веќе се спремни за учење. После доручекот учиме, да видиме кој учи најмногу, нека крене рака да видам. Значи, сите сакаме многу да учиме. Многу ми е драго. Што учиме? Па учат по посебно изработена програма, значи работат со педагогот и психологот и учат за моментално сега за вируси, за заболувања, за грипче и така. Учат ли за доктор, например? Да, имавме и овдека, си направивме наша амбуланта, имаше доктор, имаше медицинска сестра и ние си работевме со вистински медицински материјал. Значи имавме шприцеве, имавме рецепти пишувавме, докторот ги прегледуваше сите, им одредуваше терапија. Кој беше докторот, да го видам? Кој беше докторот? Адриан беше докторот. Адриан беше докторот. Дојди, Адриан, да те видам јас овдека до мене. Како си ти, шо правиш? Еве, Адриан бил доктор, ќе ми каже дали беше тешко да се биде доктор. Ги прегледа сите? Да. И шо им најде? Беше некој разболен малку? Да. Кашлаше некој? Кашлаше, мора, за да биде болен, мораше да биде, значи, настинат и да кашла. И ти што му даде на него да му се ставлjaат? Инекции. Инекции, секој што кашла му ставаме, значи инекции, а оние кои што кашлаат малку, пијат апчиња, пијат сируп или пијат? Сируп. Пијат сируп, пијат апчиња, браво, Адриан, да си жив и здрав. Не ми беше скршена раката. И што ти правеа на раката скршена? Ми ја заврзува. Која врза ја ставивме, значи, во лонгета или ја ставивме во гипс, значи, што се прави со скршена рака. Сега помината ти е да видам?
А докторе, каде отиде докторот, што ќе каже докторот? Помината. Помината е сега раката, одлично. Сега ќе одите ли да посетите вистински доктор, на пример, со цел да се запознаат дечињата од вашата градинка? Како изгледа стварно вистински доктор после сите оние игри кои што ги направивме, како е вистинска медицинска сестра да се биде? Да, планираме да одиме со дечињата во посета на лекар, значи да посетат да видат како е додат ке вистински доктори, да немаат страф од доктори од Белмантел. А така утре, значи да не се плашиме од нив. Нормално, да. Благодарам. Кој е овој што зева овде када го видам 3-4? Ајде така, значи вие се Бењамин расположен, да се запознавме, ние со Бењамин нам кажавме дека е станат од спиење во ред. И сега да има ли некој што му се спие? Има на кој му се спие? Стефан готова, му се приспа на Стефан? Кате ти? Да. И на Кате, и на кој му се спие? И тебе, Злато, ти се спие. Значи, оние кои што им се спие, одат на спиње, на тие што не им се спие, што ќе правиме сега? На тие што не им се спие, имаат слободни активности поручак, имаат изучување на странски јазици, може да прават што сакаат, да играат од дека со сите играчки што им се на располагање. Ајде, 3-4, оние кои што се за спиење, одиме на спиење, а оние што сакаат, продолжуваме да играме. Игравме, скокавме, прашувавме многу, бевме мирни и немирни, пеевме и огладнев. Не, огладневме. И сега дојде време што да правиме, Стефан? Не јадеме. Покажи како се јаде 3-4. Значи, ево, Стефан. Значи, ова е местото каде што дечињата во вашата прекрасна градинка доаѓаат на доручек, ручек, вечера, ужина, како што све има? А овде има доручек, има ручек и ужинки има. А ужинките даваме сокчиња, тортици, многу овошје имаме. Во овој период многу портокали, мандарини, лимуни. Сето тоа да. Ме интересира, вие имате ваша кујна која што се грижи за храната? Тука во самата градинка не се готви. Значи ручекот ни се носи специјално подготвен за децата од ресторанот Кибо. Поздрав до Кибо. Да ги поздравиме во моментот, така јас често сум гостин таму исто. И значи храната што ти ја подготвуваат е прилагодена на децата. Значи тоа не е зачинета храна, не е премногу солена храна, направена од нутриционист и имаме посебни менија кои што ни ги приготвуваат. Ме интересира што се содржи таа храна, значи отприлика какви све оброци се слушат кај дечињата? Значи обавезно со секој оброк децата добиваат свежи салати и тоа салата од цвекло, од моркови, од селка, карфиол, крставички, домати, сето тоа. Значи има со секој оброк салати. Како ручек се дава во петок имаме италијанска кујна, значи тука имаме лазањи, макарони, шпагети со Викајте ме секој петок од сега, значи секој петок јас сум на тука. италијанска кујна. Даваме многу чорби и супи. Потоа има полнети пиперки, даваме компир манџа, има пире со ќофте, има риба, исто така доста често. Грашок има. Значи овде нема, Да ми текни значи нема што нема. А свежо овошје? Но обавезно се дава свежо. Значи свежо све. А да видиме што има Стефан? Орис има и пила. Ориси, пиле, значи се има. Како ви се допаѓа сега овдека во градинката, Пиколина, а? Супер! Кој е весел, кој е среќен, на кој му се допадна, значи нашата ужинка да крене рака да видам? Ете, браво. Сите овдека добиваат ужинка или само некои што се добри? Сите деца добиваат, зашто сите се добри. Значи сите се добри, сите добиваат и јас ќе добиам? Па да. Одлично. Освен тоа што овдека, значи се руча, гледам исто така во оваа занимална дека има исто така некои кукли, има така една лизгалка. Кој ќе ни покаже како се лизга? Може ли нешто да се лизнеш на лизгалката да видиме како она функционира, да 3-4. Има М лизгалка, М кош и вистински функционира. Стефан, ќе покажеш ти лизгалката како функционира? Ајде да видиме Стефан. Еве така, да видиме таа може и рикверц да функционира. Значи може и вака. 3-4, Стефан, уште нема дојадено. Добре. Значи, освен тоа што децата јадат, што све друго прават во оваа занимал? Во оваа просторија исто така се изведуваат и физички активности со децата. Потоа
Исто така се изработуваат разни предмети од глина, од пластелина. Обично работиме тука за да не ја валкаме главната занимална. Правиме според програмата, значи најразлични фигури. Тоа децата го изработуваат со наша помош. Значи тука сепак се води дел од програмата. Има активности кои што се водат во оваа занимална. Дали се црта? Се црта, да. Јас обожавам да цртам. Што се црта? Да. Во зависност од планот, во зависност од темата што ја обработуваме од програмата, се цртаат најразлични работи. Ќе ви покажеме и цртежи од децата. Се црта со темпери бои, со водени бои, со фломастери, со дрвени бои, мрсни бои. Значи сите измислени бои до сега на планетава овде се во Пиколино, драги гледачи, со сите нив овде се цртаат прекрасни цртежи. Гледаме веќе дел од нив, мене многу ми се допаѓа. Значи ова се нивни креации на дечињата или вие им помагате во сето? Ние настојуваме децата сами да работат, им помагаме, меѓутоа не им цртаме ние. Нормално, значи се што прават децата овде прават сами. Тоа се нивни креации. Да, и тоа се нивни креации, ние го цениме она што тие ќе го направат, значи нема добар или лош цртеж, сите се добри цртежи, со тоа настојуваме, значи кај децата да си го почитуваат сопствениот труд, а исто така и трудот на другите деца. Ти благодарам, Александра. Видовме, значи тука дека има еден куп просторија, видовме главната голема занимална, ја видовме оваа помала занимална што делумно се користи како кујна, а делумно се користи како место кај што децата цртаат, прават некои фигури од глина и слично. Видовме дека има прекрасен тоалет. Ја видовме таму и каде што спијат, влеговме во спалната нивна. Што не видовме? Остана една просторија која што не ја посетив. Да, тоа е просторијата со замокот каде што правиме детски представи. Децата глумат, имат и костими, значи посебни. Така што може да отидеме во таа просторија, па може и да ја видите. Ајде да видиме, има ли некој расположен да биде глумец денеска овдека? Кој ќе биде глумец? Што ќе ни глумиш ти? Тебе ќе те правиме принцеза или страшен волк? Принцеза. А ти што ќе глумиш, Стефан? Ја ќе глумам. Принц? Не. Или белконј? Не, Или волк? да. А Петар Пајетар ќе го браеме. А ти Злато што ќе бидеш? Ја капитан Кук. Ти бидеш капитан Кук, а ти Злато што ќе бидеш? Тебе ќе те правиме принцеза? Уште една принцеза имаме. Кој е расположен да одиме во театарот? Капитан принцеза. Еве колку многу принцези има тука расположени. Сите сакаме да глумиме. И ти ќе бидеш Злата принцеза. А ти Цеце што? Принцеза. Ти па сите сте вие веќе принцези. Хајде сега додиме да ги видиме нашите принцези и вашите принцези како сите заедно ќе се дружат во театарот. Договорено? Одиме во театарот. Во едно друго ќоше на прекрасната и преголема игротека Пиколино, дојдовме овдека во местото каде што дечињата се забавуваат во нивниот прекрасен театар. Гледате, еве они сега ќе ви мафнат облечени во прекрасни костими и се забавуваат како никогаш досега. До мене се наоѓа Тања која што ќе ми каже малку нешто повеќе. Прво здраво и добро дојде во Супер Звезда. Браво, добро венедо. Што правите овдека во вашиот прекрасен театар? Си играме, се облекуваме во костими, се правиме куклени. Представи, така? Значи секој ден имате разни представи? Да, Дечињата уживаат во тоа што се случува овдека? да, Уживаат и да носат костими како што денеска го правиме тоа? да, тоа најмногу го сакаат. Значи најмногу сакаат да се преоблекуваат. Така. Кој е најомилениот костим овде да кажем? За машките капетан Кук и Петар Пан, а за девојчињата Снежана и Трнорушка, јас мислам. Трнорушка. Трнорушка, да, ајде да видиме сега каде е Петар Пан да го покажеме. Петар Пан, каде е Петар Пан да дојде овде? Еве го Петар Пан тука до мене да го видиме, драги гледачи. А тоа е в суштина Стефан бил. Стефан, како си? Добар. Како е да се биде Петар Пан? Убаво. Значи, поубаво е да се биде Стефан или Петар Пан? Петар Пан. Зошто бидејќи Стефан мора да оди по улица, а Петар Пан може и да? Лета. Петар Пан лета како ракета, еве го да те видим од сите страни, заврти се наопаку. Леле, колку си убав, Стефан. Фала ти многу, одиме сега понатака. Да видиме оваа прекрасна девојка овде. Матеја, како си ти? Добра. Денеска си облечена во што? Во убавицата. Убавицата без Ѕверот, така, Ձверот е на друго место. Може ли го викнеме и Ձверот да дојде? Каде е Ձверот да видиме? Еве го Ձверот, драги гледачи. Инаку се вика Максим, така е? Да. Да ги покажеш твоите страшни ногти, каде се твоите страшни канџи, страшни ногти, со нив можеме да гребеме, да кинеме, све да правиме. Изгребиме еднаш тука да видам.
Але колку боли, драги гледачи, страшен, значи, он е страшен цвер, во суштина тоа е змеј, така? Еве го, змеј, значи, има овдека малку пушта оган од устата, има два заба, ниеден не му е расипан, не, добро, има очи, има рогови малку тука горе и има крилја. Заврти се од нопаку да те видиме сега, значи, Максим, како изгледаш ти од позади, од сите страни е супер, од позади имаш плюс опашка и, што е многу интересно, опашката му мрда на Максим. Фала ти, Максим, ајде да видиме за какви други сега, значи, костими станува збор. Ова е костимот на кој? Исидора. Ова е Исидора, а и на кого носи костимот на Снежана, така ли Исидора? Уживаш ти да бидеш Снежана? Да. Заврти се од другата страна да те видиме, од сите страни, еве Снежана е прекрасна, а еве и Делфина се наоѓа како си Делфина? Добра. Кој костим овој што го носиш? Снежана. Па истиот, значи како на Исидора, да те видам тебе од сите страни. Леле, колку си убава. Овој пат Снежана е сама, без джуджињата. Да. Джуджињата ги оставивме тамо да спијат, они се на спиење, 2 ги пративме на цртање, 5 спијат, вкупно се 7 инаку, да видиме кои други све костими ги имаме. Овде имаме 2 прекрасни женски облечени слично. Станува збор за Пепелашка. еве 2 пепелашки имаме. Не? Ја знаете ли приказната за пепелашка? Да. Што правела пепелашка? Чистела. Чистела и после што ги се случило? Што се случило? Чето. Што направило врапчето? И ја претворила у принцеза. О, принцеза, ајде сега го покажем и овдека шизик. Како се вика? Омар? Омар. Така беше Омар, денеска Омар, ние во улога на кого? Ко капетан Кук. Капетан Кук, бидејќи има што? Кука. Каде е куката на Капетан Кук? Еве ја куката на Капетан Кук, браво! Кого уште не го покажавме, да видиме колко не го покажавме. Еве оваа згодна девојка, па 2 се овдека. Кажи ми ката е, во што си ти облечена? Во Трнорушка. Трнорушка 1 и Трнорушка 2. Заспаната убавица. Заспаната убавица, ова нас пиеше па стана. А како беше твоето име, Злато? Теа облечена во? Во заспаната убавица. Во заспаната убавица, да направиме малку простор како би можеле гледачите да ги видат. Завртете се од нопаку да ве видиме од двете страни, да видиме од позади. Леле, колку сте убави двете. Супер, фала многу. А какви куклени представи значи правите? Црвенка па и 7 джуџиња, волкот и 3 прасиња, И многу други значи оние кои што се на Дизни најчесто, оние приказни кои што ги знаеме и со кои што сме растени од деца. Како се забавувате? Дали ви е убаво овдека? Да. Дали уживате до максимум? Стефан, дали уживаш ти до максимум? Да. Има ли некој што не ужива? На сите ви е овдека убаво? Супер! Ајде ги продолжиме тогаш да играме и да се забавуваме, а веднаш потоа се ближи и крајот на нашата емисија, ќе мора да ја дадеме нашата одјава, така е? Во меѓувреме се шуркаме, играме, скокаме и глумиме. За жал дојде и крај на нашето дружење со дечињата во градинката Пиколино. Сега супер задите за крај, сакам да ми кажат искрено како си помина тука. Еве, Стефан, како помина ти? Мене најмногу ми се допадна просторот за играње и театарот и кујната. Браво, Стефан, многу се допадна и све. А тебе, Цеца, што ти се допадна? Театарот. Театарот ти се допадна на Цеца и шминките, а на Ивана што ти се допадна? Театарот. Театарот. Матеја, ти, Злато? Театар. А куклата ти најубава? Кажи ми, Антонија, што ти се допадна тебе?
Фустанот. Фустанот ти се допадна. А што ќе каже Ева, дојди тука брзо Ева, што ти се допадна тебе? Театарот. Театарот, а да видиме од оваа страна. Ти Мене се ми се допадна. на кате се, а тебе Злато што ти се допадна се? Заврти се кон камерите? Се, а тебе Филип? Исто се. Исто се. А тебе Максим беше така? Што ти се допадна најмногу Максим? Све. Све, на сите све им се допадна. Тебе Злато? Се. Мене најмногу ми се допадна овдека што оваа градинка е таква градинка каква што нема на ниедно друго место. Сите оние кои што сакаат да одат, значи во најубавата градинка треба да дојат каде? Пиколино. Не слушам, не 3-4 каде? Ете така, видовме денеска како изгледа една од најубавите градинки дефинитивно во Скопје и во Македонија, ако не и пошироко. Така да сега мораме да се збогуваме со Пиколино, најубавата градинка, и мораме да се збогуваме со нашите гледачи. И што ќе им кажеме за крај, да ги слушаат мама и тато или не? Да бидат добри дома или не? Затоа што ако ги слушаат и ако бидат добри, кај ќе ги носат нивните мајки и татковци? Во Пиколино. Фала ви, драги гледачи, што бевте заедно со нас. Ве поздравувам јас, ве поздравуваат супер зведите, многу гушкање, бацување и сакања и од градинката Пиколино. Чао, пријатно до гледање на сите. Ве гледаме, ве гушкаме. Чао, 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 чао.